Здраво на сите, јас сум Кристијан, а во денешниот влог ќе направиме нешто интересно, нешто поразлично од другите влогови. Дојдов тука во Pizza Hut со брат ми, кој што ме снима моментално и ќе јадеме all you can eat пица. Значи има пици, имаш салата, имаш благо, можеш во рок од 3 часа да јадеш што ти душа сака, можеш да јадеш колку сакаш и што сакаш. Едноставно ова е некое ново искуство за мене. Како што знаете, јас јадам здрава храна и ова ми е онака еднаш годишно што се вика all you can eat и верувам дека ќе биде интересно искуство, па ајде со мене ако сакате да јадеме пица заедно. Ајде. Пици уште ги нема, така да ќе почекаме малку за пициве. Овде гледаме да има garlic bread, овде има сос и овде има паста, тоа некој сос друг го гледам. Значи има избор на салати и овоше. Има тука благо. Благи работи, маршмелоу, шоколадни она и некој такви сосови тука. Има и ова за сладолед машина, после ќе ја пробам. И тука некој чили има гледам. Ева. Топ. Ева го он зема нешто да јаде тука. Ало, поздрави го луѓе овде. Дечки, седнам сега тука, се одбрав пица тука и сега ќе ги пробам. Ова е некоја гледам со месо повеќе. Гледа. Гледаме га е топло и многу интересен концептот дека плаќаш нели $19 и all you can eat, онака јадеш што сакаш и колку сакаш, многу е cool, нели? Пицата е многу добра. Што сакаш? Колку е, може? Ова беше добро. Има кашкавал, некој бекон, има барбекю сос и има и мелено месо. Многу е cool. Пробаме друга пица. Ова е кашкавал со кулен. Мислам дека во целиот свет што прават пица овие франшизиве, мислам дека става брат. Мислам дека овие што се Pizza Hut се најдобри од сите, онака има најдобро тесто и најубави состојки. Ова е мислам само кашкавал. Ова е кашкавал. Колко? Ау! Ова е тенко тесто, ова се вика саприм. Онака има се, има и дури и ананас на него. Ова. Овака. Ова, како да си умрел и во рајот тоа е јадеш пица, а? Секоја пица помалку. Секоја пица помалку, не онака наједнашко. Многу е. Како ти Со барбекю е многу добро. Аз ми чуди да допаѓа вака тука брат
во Pizza Hut. Да, супер, има салата, десерт и кутија пица. Салата, имаме Голем писти, избор. голем избор, имаш Coca-Cola рефил, колку сакаш да го наполниш, нели, чашава. Ми ги јадеше некоја салата, ама гледам не го интересира тоа. Повеќе те интересира пицава, така? За толку. Мрзнато. Ја ќе нема земам повеќе пици да видам дали направиле, така да гледам. Пешкова лук. И ова е пилешко со барбекю. Ајде видиме што чудо е ова. Да, други да ги пробав, така да идеме да ги пробам овие. Океј, изгледа братов завршил, ќе направи рефил, така? Ајде, оди ти земи. Ора, ќе седнам сега тука, ќе јадам. Океј, дечки, како што можете да видите, земав две нови писти. Еве ги. Ова е, значи, кашкавал со лук. Ова е пилешко со кашкавал. Има печурки, гледам, и барбекю сос. Ајде ги пробаме. Ајде прво ќе пробаме со барбекю или оваа прво? Која? Која би се одлучиле вие? Ова или ова? Ајде прво ова. Океј. Многу што попарна ми не ми она комбинација на вкусови, туку онака плейн, баш кашкавал и лук, као нешто посебно. Ајде да видиме оваа другава. Onda да ви кажам дека се разликуваат по големини на дебелина на тесто. Имаш потенки, да, имаш и подебели и така да, и ова е исто тенка. Ајде да пробаме сега ова. Actually не е лоша, уважавам такви мешавина од солени благи вкусови, барбекю така како благо. Ма мислам дека е премногу тесто, премногу е дебело, така да мислам дека комбинација меѓу тенко, тесто и онака добри состови е клучот за добра пица. Ајде пробаме сега и пастава, пошто немам пробано преска. Ајде пробаме и паста. Видиме што комбинација на паста е. Пробаме само малку. И ќе пробаме само, zato што ја сум повеќе љубител на писи. Чисто онака како само за проба. Ајде да видиме, и ова е многу добра пица гарликов. Мора да вземам уште едно парче. Ајде. Дечки, сега ќе пробаме тука паста. Како ми се допаѓа пастава. Ајде да видиме сега. Ова ќе пробам со некој црвен сос, мислам дека бологнеза. Океј, како бологнезе сос да донесеш и ги купиш од маркет, така нешто ми доаѓа. Ова друго да видам, белиот сос. Ова е повеќе како хопла, нешто како млеко, така нешто како сос од печурки да е, така нешто. Мислам дека паста е многу вообичаено јадење, онака го правиме дома кога сме сами, кога гледаме Netflix или нешто, или кога немаме што да готвиме, или пак ако немаш доволно вештини за готвење, мислам дека пастава ти е најдобар избор, онака. Дечки, овие баш ме изненадија, некои нови писти извадија. Оваа се вика барбекю. Као демек, митбол, ствари, барбекю поима неам. Како нешто, жешка е многу. Ова е хавајска пица, вика бидејќи има многу, нели, како се вика ова, pineapple. Гледаш? И ова е нека chicken aioli, поима неам. Онака со кетчуп ли ова, поима неам.
Чека малку да оладат, бидејќи се многу топли, да не се изгорам, нели? Нели она чувство дека ќе јадеш пица и си се брза и го пробуваш тоа и као се гориш и мислам дека не е баш многу пријатно искуство. Да. Ова барбекю, пицата. Ово има вкус како да едеш Биг Мек. Онака има како плескавица во самата пица, значи ова е како пица плескавица. Интересно. Ајде да видиме ова хавајскава. Хавај хула хула, хула хула. Какавао, сланина и ананас. Летна пица, како? И ова нешто ново не сум го пробал. Пица алиоли чикен. Кашкавал од домат, пилешко и некој бел сос кој има на ше. Не е нешто оваа како да имаш седар салата ставена на пица, така баш не е нешто оваа. Мислам дека оваа е баш онака караджиска наша македонска има тука радена канафа. Кашкавалче плескавица на сама пица. Мислам дека нас треба да направат седмица пица, онака со кетчуп, мајонез, седмица и помфритча, гора. Дечки, сега идеме да јадам десерт, ќе пробам, мислам дека има сладолед со нешто топинг, така да, ајде. Добра, идеме да земеме сладолед сега. Како се прави ова, брат? Добро. Ајде да видиме сега што имаме од сладолед. Ќе земеме ова шоколада малце, малку јагоди. Ќе земеме, значи, шоколадни крошки, малку маршмелоу, како ќе и малку од ова, како се вика. Окей, дечки, идеме да јадеме. Ајде. Окей. Така. Ајде да видиме сега да пробам ова. Маршмелоу, поблиску малце, сега да го сладолед, со крем, маршмелоу, со крошки, ова е рај. Може нешто благо, идем на земја да го пробам и тоа, па се враќаме. Видиме ова што чудо е. Нема да крем, не знам што е ова. Чоколад мус. Аха. Добра. Ова некои чоколад брауни, но ми се така умилени, ги обожавам. Вземам тај две. Сега идам, значи, да вземам желе, брат ми како рекал брат ми. Желе ќе вземам по едно. Ова е каша побара, десертов ти вика ала шемпо. И тука има некој компот, гледам. Што да што компот има, ќе вземам ова. Вземам да ја праска. Сега ова дефинитивно ала супер шемпо. Ананас ја редна пица, така не има потреба. Окей. Овој десерт се вика ала шемпо премиум. Ви добаја? Чи правиме комбинација од брауни, желе
Не е лошо, онака шодом. Ќе видим ова муцот ше. Чоколадова. Сега тоа бил љубител на чоколада. Ајде врам компот, ова што е праска компот. Благодаря да иде јака. Тоа? Благодарам. Знам дека тоа не е типичен нивни као, повеќе онај купечки што е стандард. Макдоналдс е најдобар. Тоа благова не е лошо. Ама ова брауни е многу добро. Не знаеш, него? Мислам да е добро да биде во комбинација со сладолед браун. Што викаш ти да, е па е човек. Тоа е топло ладен колаш. Брат ми даде идеја, че цей може чоколада, ова брауни со сладолед. Ау. Е хубаво е добро да снимаш како јадеш пред камера, а? Нели е хубаво? Што мислиш ти, брат? Тежок живот на твојдерски, а? Да, за тоа што живеело, како што живеело. Exactly, брат. Онака да си го документираш животот, нели? Дечки, тоа беше тоа гледање. Да доерам, па ќе направам еден поздрав надвор. Да кажам моите впечатоци за ова роденденско искуство и така да. И баш сакам онака деца да имам, онака да си играм со нив, да им дам правец во животот, да, брат, да ги растам, да ги воспитам и од каде може да се фати нешто бейт. Дечки, ние имаме промена на план, решивме дека имаме уште час и пол тука, да почекаме малку, да ни се пријаде уште малку и да земеме барем уште по една парче, онака, баш ми мирак да го завршам денот со пица, дека ова ќе ми биде као единствен оброк денеска и ќе почекам за тоа парче, ќе го земам, ќе го изедам и ќе си одам од тука. Многу едноставно. У тој кадр ќе да ви покажам. Една си јадат, многу се осеќаат ту, ама онака не се замара, не зборуваат, нешто само јадат. Дечки, како што ви ветив, ова е таа омилена пица, мислам дека е птен добра и жешка дори. Онака има се што сите можни меса ги има и онака барбекю, многу е добра. Здраво, дечки, завршивме, денеска ова беше интересно искуство за мене и баш беше добро искуство, препорачуваме секој што сака нешто поразлично за роден ден, да дојде тука во Pizza Hut, All You Can Eat. Ова е последниот ресторан што остана во Сиднеј, каде што нудат ваков тип на храна, каде што имаш, нели, all you can eat, да јадеш што сакаш и колку сакаш. Верувам дека е добро искуство, баш ми е онака мило што дојдов тука за роден ден и денов ми е онака весел, убав, иако времето не е нешто вау, ама ова е топ искуство, стомагот ми е препун. Денес не знам дали ќе јадам уште нешто, едноставно сум толку прејаден, ама пак беше интересно да се пробаат повеќе видови на пица за толку кратко време и благо јадев, салата јадев и така натаму. Ептен добро искуство, препорачувам на секој што доаѓа тука навака да го проба ова место, се наоѓа во населба Минто, така оддалечено околу доста бајги далеко од центарот на градот. Да, тоа беше искуство. Се влегувам во кола, онака ќе дремнам малку, ќе легнам и ќе после да продолжам со пиење на безалкохолно пиво и тоа е тоа. Фала ви уште еднаш. Верувам дека влогот ќе ви се допадне и тоа е тоа. Чао, чао.